Има само два начина да се живее животот. Едниот е како да ништо не е чудо, а другиот е како да се е чудо. Алберт Ајнштајн. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска со свештеникот разговараме на темата надконцептуалност. Многу често знаеме со него да спомнеме некогаш кога дебатираме или разговараме со некој трет или претходниот пат имавме и гостин кај нас во претходната епизода и знаеме да спомнеме за надконцептуалност, за надконцептуална дебата, надконцептуално размислување, поглед и знаат често луѓето да не прашаат што е сега тоа надконцептуалност и да се збунети околу истото и да го поистоветуваат со некои други изрази како например метаконцептуалност или воопшто да се замислуваат нешто на кое што ние не го мислиме, односно немаме тоа предвид, си го замислуваат како нешто свое. И заради тоа одлучивме да снимиме една епизода токму на оваа тема. Да објасниме што точно мислиме со надконцептуалност, иако е тешко да се објасни што точно мислиме, заради тоа што самата надконцептуалност е малку елузивен концепт, елузивна идеја, која што тешко е да се објасни и да се затвори во една рамка. Меѓутоа, тоа ќе се обидеме денеска да го направиме и да објасниме што мислиме кога ќе кажеме надконцептуалност. Така што, свештениче, дали може ти да почнеш со еден твој вовед, со една дефиниција што ти подразбираш под надконцептуалноста и плюс да малку да ја прошириш дефиницијата во објаснување, да кажеш што мислиш за истото, па од тука да тргнеме. Може ли? Може секако. Надконцептуалноста всушност е термин кој што ние сме го сковале, јас и процесорот. Всушност, во својата основа тој може да се нарече диалектичко размислување, меѓутоа ние му дадовме друг назив, не само затоа што е поштосен, поинтересен, туку и затоа што вклучува многу повеќе од само размислување. Не е само размислување, туку е живење, однесување, диалектичко однесување, диалектичко живење, диалектичко постоење, како една најврвна форма на надконцептуалност. Што е тоа во својата основа? Тоа е една способност или една практика да се гледа диалогот и да се гледа конфликтот исто така од едно погорно ниво, од една птичја перспектива. Сите оние концепти кои што се различни, кои што се спротивставени, контрадикторни и така натака, во надконцептуалноста или во надконцептуалниот начин на размислување, тие или се надминуваат или се интегрираат. Тоа значи дека кога ќе видиш два различни концепти, ти не гледаш начин како да се припоиш кон еден од овие спротивни концепти, туку гледаш како тие да ги интегрираш во нешто кое што ќе биде поголемо, поточно, повистинито од овие два концепта. И концептот е само почеток, тоа е основата на една структурирана мисла. Понатака тој еволуира во гледиште, гледиштата еволуираат во идеологии, идеологиите еволуираат во еден комплетен светоглед, кој што ги има еден човек. Меѓутоа, и светогледот, и идеологиите, и гледиштата, и концептите, сите овие, доколку се гледаат низ една надконцептуална призма, тие не стануваат ригидни, тие стануваат релативни, стануваат контекстуални. Во одреден момент твојот став може да биде еден, во друг момент, во друга ситуација, твојот став ќе биде сосема различен, спротивен. Зошто? Бидејќи ти си флексибилен. Ти не си роб на концептите, туку си нивен господар. Ги користиш кога сакаш, како што ти сметаш дека е правил, а не како што тие ќе ти кажат. Значи, ова е една мисловна перспектива, која што не се фаќа цврсто за некоја верзија од вистината, туку гледа да ја најде највисоката верзија, гледа да ги спои повеќекратните гледишта во една поширока целина. Сега, тоа не значи дека човекот кој што е надконцептуален или кој што има диалектичко размислување нема став, дека тој е изгубен, дека едноставно не сака да се меша, не сака да влегува во конфликти, не сака да се кара или сака да глуми неутрален и така натака. Не. Надконцептуалноста не значи дека е неутралност. Во некои моменти ти сметаш дека треба да бидеш многу борбен. Можеби во 90% од времето ти си многу борбен. Меѓутоа, сваќаш дека твојата борбеност
не е нешто кое што ти мораш да го правиш, туку е нешто кое што си одлучил да го правиш. Или твојата пасивност. Си одлучил да бидеш пасивен во одреден аспект. Или си одлучил да земеш некој, да речеме, левичарски став, или десничарски, или неутрален, агресивен, пасивен и така натака. Меѓутоа, кога ќе се смени ситуацијата, ти знаеш дека тој став може да се отфрли. Не си роб на концептот кој што ти се врти во главата. Тоа е во основата надконцептуалноста како дефиниција, а понатака тоа еволуира и во се повозвишени форми, кои што ќе ги зборуваме оваа епизода. Меѓутоа, во својата основа е тоа. Кога размислуваш, да не размислуваш ригидно, туку да размислуваш контекстуално, во однос на ситуацијата која што е пред тебе. Два контрадикторни концепти можат да бидат сосема практични и сосема вистинити во два различни контекста. Да. Јас мислам дека самиот израз надконцептуалност, кој што мислам дека ти прв го смисли, во него ја крие својата суштина, а тоа е дека е надминување на концептите. Затоа е надконцептуалност. Што значи надминување? Надминување значи да не се поистоветуваш со нив, да не ти станува дел од идентитетот, и ако не ти се дел од идентитетот, немаш потреба да ги браниш, затоа што ако идеите, концептите, мислите, за концептите збориме сега, ако не се дел од тебе, кога тие се нападнати, кога се критикувани, кога испаѓаат дека не се точни, ништо не кажува тоа за тебе, тоа кажува само за нив. И тоа автоматски значи дека дури да ги напуштиш, дури да ги смениш, дури да ги измениш, не е ништо страшно, заради тоа што не се напаѓаш ти самиот себе си. Практично, надконцептуалноста како поглед, како светоглед, е еден вид на мајсторија, твое управување и танцување со концептите без да станеш роб на истите. Значи, наместо ти да бидеш нивен роб, тие да бидат твој роб во наводници и ти да можеш да ги користиш како што е потребно, меѓутоа не во она постмодернистичка смисла на нема никакви правила, ништо не важи, не е точно туку. Некогаш важи едно нешто, некогаш важи друго нешто, можеш да го откриеш, меѓутоа за да го откриеш на вистина, треба да имаш отворен ум и да не се заглавуваш со нешто што сега размислил пред 5 години дека е вака и готово сега така е тоа. Не, како што доаѓаат нови сознанија, како што доаѓа твојот интелектуален, духовен, емоционален и друг развој. Така, концептите може да се менуваат, може да доаѓаат нови концепти, кои што не мора радикално да ти ги сменат погледите на светот, туку може да се вплотат со претходните концепти, па да дојдеш до нова, подобра вистина. И ова ме носи кон, свештеникот кажа дека идејата на концептуалност ние не сме измислили, не е топла вода, таа веќе постоела во минатото. Например, ако збориме веќе во европскиот свет, одамна уште постои идејата на диалектика. Диалектиката е како, да речеме, една расправа помеѓу два пола, затоа е дија, нели? Потоа го имаме, како кажам, методот во наводници на Хегел, теза, антитеза, синтеза. Иако тој самиот никош не ги кажал вака, не ги употребил овие зборови, меѓутоа потоа оние што се хегелисти ги смислиле дека всушност неговиот метод е ова: теза, антитеза, синтеза. Што значи тоа? Даваш теза, па даваш некоја антитеза која што на изглед е спротивставена на тезата и потоа се обидуваш да најдеш синтеза, односно вплотување на двете тези. Значи, токму ова е надконцептуално размислување, затоа што ти ако можеш да ги споиш некои кои што се на изглед спротивни меѓу себе, тоа значи дека ти размислуваш од многу повисока перспектива. Тука исто така ме потсети и на една интересна теорија со која што се запознав пред 10 години. Се вика теорија на вплотена информација или теорија на интегрирана информација. И таа е на Джулио Тонони, ама и на други автори. И тие се обидуваат да објаснат преку идејата на вплотена информација како всушност функционира свеста. И дека всушност кога ќе имаш различни, да речеме, составни делови на свеста, например гледаш еден лист и на листот има нацртано 3 кругови во различни бои, црвена, зелена, кафена, не е битно. И ти практично можеш секој од тие составни делови на она што го гледаш таму, со свесноста кога си насочен кон гледање на листот, може сите тие посебно да ги гледаш. Например, еден е круг кој што има кафена боја, еден круг кој што има црвена, еден круг кој што има сина, не е битно. Меѓутоа кога ќе ги гледаш сите заедно, ти практично во исто време ги гледаш и посебностите, ама и вплотената слика. Што е вплотената слика? Па имаш 3 тези во наводници како Хегел, или 3 концепта, круг со различни бои, 3 круга со 3 различни бои, ама тие заедно вплотени се во слика
3 круга со различни бои, значи не се посебни кругови, и како да кажем, истовремено се и посебни кругови, ама истовремено се и вплотена слика. И за да можеш да ја видиш вплотената слика, треба да израснеш над концептот на може да постои само еден круг. Значи може истовремено да постојат и 3 круга. Може да постојат 3 круга со 3 различни бои, не мора да се со истата боја и така натаму. Сакам да кажам дека ние ја немаме измислено оваа идеја, меѓутоа ја имаме препознаена во текот на нашиот развој, во текот на нашиот интелектуален, духовен и секаков развој, особено со нашите духовни пракси. И тоа што сме го увиделе е дека е многу добар пристап за прво подобра работа на себе си, како да кажам, темелна и поискрена и поавтентична работа на себе си, заради тоа што не се врзуваме за нашиот идентитет дека ова мора да е вака, туку можеме да утре ден да запознаеме и нови информации кои што ќе ни побијат нешто што сме верувале во минатото дека е вака или така, но истовремено ни овозможува да оформиме и многу подобра слика, тоа сме го виделе во пракса, да оформиме многу подобра слика за многу работи кои што се случуваат или настани внатре во нас или надвор од нас, пример геополитички некои работи, значи некој пати сме го кажале примерот дека например не е добро например тоа што се случува во Газа и тоа што Израел го прави во Газа, меѓутоа автоматски не значи дека треба да се залагаме тоа што го правил Хитлер, нели врз евреите и така натаму. Значи може и двете работи да се погрешни во исто време. Не мора да се фаќаме за едното или за другото. Ето тоа е класичен пример за надконцептуално размислување. Не мора да се врзаме само на едното и готово крај. Тоа е и ништо друго не е вистина. Апсолутно. Ако евреите или ционистите прават злочин врз некое население, не значи дека ти треба да отидеш со своите размислувања на тотално спротивната поларизација и да речеш па добра е тоа да ги убиеме сите евреи. Мислам, може да постои решение поблаго некаде во средина. Не значи дека постојат две решенија, само или едните да умрат или другите. Значи не е решението во радикалност, никогаш. Решението секогаш е некаде горе во триаголникот, помеѓу двете екстреми. Сакав да збориме малце повеќе за која е предноста да се биде надконцептуален, бидејќи има многу предности. Меѓутоа сега ми текна единствената предност да не се биде надконцептуален, да се биде концептуален. А тоа е не мора да мислиш, не мора да се замараш многу. Многу е полесно. Апсолутно. Ако си човек кој што не е фан на размислување, тогаш концептуалноста е баш за тебе. Зошто? Бидејќи тоа е паразитирање. Ти наоѓаш одреден светоглед, одредена идеологија, купче на концепти и така натака, кои што ти се допаѓаат навидум, се прилепуваш за нив како пијавица и дозволуваш тие да те водат цел живот. Да ти кажуваат во секој момент како треба да изреагираш, што треба да кажеш и 50% од тоа ќе биде точно, 50% ќе бидеш надвор од вистината, нема да се однесуваш како што треба и нема да размислуваш како што треба, меѓутоа 50% ќе бидеш најверојатно во рамките на тоа што е правилно и тоа ти е доволно на тебе, битно не мора да размислуваш, нека те носи стихино тој светоглед. И исто така, тука многу е лесно и да бидеш изманипулиран, меѓутоа тоа веќе не е во рамките на предностите. Предноста е дека не мора да се замараш со мислење. Е сега, која е предноста на надконцептуалност? Се друго. Надвор од тоа што те тера да размислуваш, дека ти треба да размислиш во секој момент како е најправилно да се однесуваш, не ти треба некоја рамка која што те води цело време. Имаш рамки. Рамките се твоите вредности, меѓутоа тоа се општи рамки. Ти сепак во секоја ситуација треба да размислиш и да видиш како да се поставиш, како да размислуваш, што е правилно и така натака. Освен тоа, како негативна страна, се друго е позитивно. Значи, пред се имаш флексибилност, имаш адаптивност во размислувањето. Немаш поларитет, немаш црно-бели ставови, немаш граници кои што можат да те дефинираат тебе. Ти можеш да бидеш онака како што ситуацијата ти налага да бидеш. И тоа, доколку успееш да го преведеш во односите, пред се сам со себе, со својата фамилија, на работа и секако кон светот, тогаш твојот живот станува 99% слободен од конфликти. Ти веќе немаш конфликти во твојот живот. Зошто? Бидејќи ти си насочен кон решение.
Не си насочен кон тоа да лоцираш кој е крив, како треба да го смениш другиот, како треба да го победиш и така натака, да ги отстраниш непријателите и така натака, туку ти размислуваш на решение. Размислуваш како од мојот став и од ставот на противникот против мене, кој што е од спротива, да изнајдеме повисоко решение. Како да излеземе од конфликтот. Ти секогаш размислуваш како да излеземе од конфликтот, а не како да победам и како да останам тука во конфликтот. Инатот и ригидноста веќе не се дел од твојот живот. И со тоа 99% од сите конфликти, поготово конфликтите во самиот себе, кои што сите ги имаме, се решаваат. Се решаваат бидејќи не се држиш на нив, не се заглавуваш со нив. Туку бараш решенија, секогаш бараш решение. Фокусиран си кон нешто што ќе ги сплоти овие контрадикторности во нешто подобро и повисоко. А не нешто кое што ќе дозволи само да се тепате, само да се држи тензијата и да не се изнаоѓа решение. Значи, надконцептуалноста всушност е компромис. Наоѓање пат кон компромис. Наоѓање пат кон креативни решенија. Некои решенија кои што до сега ги немало, да ги измислиш, да ги создадеш, да најдеш помирување во конфликтите кои што постојат. Буквално е алатка за лична слобода и за ментална еластичност. И буквално ја подобрува интелигенцијата. Човек кој што живее надконцептуален живот, мора да мисли, мора неговиот мозок да биде вклучен. Тоа не значи дека тој влегува во некоја парализа од анализа. Не, некогаш гледа дека размислувањето нема фајде во одреден момент и се препушта на спонтаноста, на активноста и така натака. Меѓутоа, кога може и кога има време, тој размислува и наоѓа решенија. И тоа го развива мозокот. Тоа не дозволува твојот мозок да затапи во одредени концепти и да остане таму. И исто така, многу важно, надконцептуалноста не го потиснува тоа што е различно, тоа што е спротивно, тоа што навидум емоционално не ти се допаѓа. Ти не го отфрлаш веднаш бидејќи од прв поглед не ти се свиѓа, туку го размислуваш, го гледаш и наоѓаш начин да го интегрираш, да го препознаеш дека е дел од вистината. Се е дел од вистината. Секоја, дури најекстремните ставови се дел од вистината. Меѓутоа ти треба да препознаеш кој дел е тој кој што е вистински. Да, знаеш, како една од предностите на да се биде концептуален, но да се биде конвенционален во размислувањето, ти кажа дека е многу полесно така и тоа е во пракса е така, знаеш. Надконцептуалноста е еден вид на многу добра алатка за осознавање на самата вистина, затоа што самата вистина е во низината крајност многу хармонична или можеби да не кажам и хармонична и дисхармонична, ама сакам да кажам сите перспективи ги содржи. Еве, класичен пример е левичарство, десничарство и така натаму. Значи, крајната вистина ги содржи двете перспективи и двете се битни. Апсолутно, вистината е фрактална. Секогаш, и тоа можеме да го видиме и со науката, како што навлегуваш се подлабоко и подлабоко, се отвараат нови и нови прашања, нови и нови детали. И колку и да влеземе длабоко и колку и да се оддалечиме широко и над нас, секогаш гледаме ново и ново нешто. Вистината и природата е секогаш фрактална, секогаш се гради сама на себе. Тоа е исто како на она индиското божество, сега не ми текнува како се вика, кое што се изјавува во бесконечни фрактали. Може би ти го памтиш како се вика Шива ли беше или не ми текна кое беше, ама едно од тие. Може да е Браман, меѓутоа не сум сигурен. Така е нацртано на сите нивни прикази, е така нацртано како во многу бои кои што фрактално се отвараат од сите аспекти, од сите точки. И тоа што сакав да кажеме дека баш како што кажа ти, надконцептуалноста практично ти ја подобрува и интелигенцијата, односно погледот ти го подобрува, ти го прави многу поспособен, заради тоа што не се врзуваш за една работа, не се закатанчуваш, народски кажано, и дека мора тоа да е вистина. Од друга страна, надконцептуалноста е често тешка, знаеш како да се биде умерен, да се биде, како да кажам, да се биде понизен кон собственото знаење или незнаење е тешко и во навидум проблематично.
Мене често знаат да ми кажат, да ме прашаат за нешто, за некаков став за нешто, што и да е темата, и кога ќе почнам да објаснувам, знаеш, ќе кажам, почекај, не е толку едноставно, и сега ќе почнам да ги објаснувам различните перспективи и на крајот се обидувам да ги синтетизирам или да ги спојам во една перспектива која што ги опфаќа различните перспективи. И многу често знаат да ми вратат, па сега ти многу филозофираш, ме разбираш? Као демек не е толку сложено, ама работата дека во пракса на вистина е сложено толку. Само што повеќето луѓе едноставно не може, тоа е тешко е така да се размислува, затоа што е тешко да не се даде еден став вака и готово. Затоа што тоа е едноставно бучи главата, што би се рекло народски. Види, на едно ниво во право си, тешко е, можеби иницијално е тешко, меѓутоа кога ќе се завлезе во надконцептуалности, кога ќе се интегрира во животот, станува многу лесно. Станува всушност единствениот лесен начин на живење. Бидејќи тоа е единствениот начин кога ти не размислуваш претерано, не овертинкнуваш, како што би се нарекло на англиски, туку знаеш дека тоа што го правиш не е апсолутна вистина. Велиш, во одреден момент ќе направам вака, меѓутоа јас знам дека не е ова совршената вистина. И тоа што ти помага? Ти помага да не си заглавен. Понатаму кога некој ќе ти каже, ти си сгрешил овде и овде, да, знам дека сум сгрешил. Не постои врвна вистина и не постои перфекција. Постои само нијанси на вистината, на успешност, бидејќи толку можеме со нашиот мозок да опфатиме вистината. И затоа, како што живееш надконцептуално, ти ќе видиш дека никогаш нема да стигнеме до некоја перфектна вистина, до некоја совршена, апсолутна правилност, туку се ќе биде некоја фрактална, некој детал од вистината, нешто ќе ни фали, несовршено ќе биде. И го прифаќаш таков животот, несовршен, и го живееш. И тогаш станува многу лесен, многу убав. Зошто? Бидејќи ти веќе не се обседнуваш со перфекцијата, не се обседнуваш дури ни со својата собствена перфекција. Не гледаш твоето размислување дали е совршено, дали е најдобро, дали има грешки или нема. Секогаш ќе има грешки, знаеш дека има грешки. И си учиш. Кога ќе се соочиш со нешто кое што ти го менува мислењето, веднаш ќе си го смениш. После тоа може ќе видиш дека тоа не било грешно, може старото мислење било во право. И без срам, без воздршка, ти ќе си го вратиш повторно старото мислење, затоа што тоа се концепти. Тоа се како облека. Кога во одреден момент сваќаш дека не е пригодна, дека е испотена и така натака, си ја менуваш со некоја друга облека и ич не ти е гајле. Не се идентификуваш, не се заљубуваш во својата облека. Истото е и со концептите. И кога како што кажав, кога долго време ќе се живее така надконцептуално, веќе самите концепти немаат суштина, не се толку силни, не се толку важни и знаеш дека ништо од тоа што го кажуваш не е апсолутна вистина и секогаш си спремен да си го смениш мислењето ако добиеш добар аргумент кој што вреди. Со тоа што јас би додал дека ова ти што го кажа важи за светот на идеите, светот на концептите, односно конвенционалниот свет, дека практично, сакам да кажам, она што го кажа дека никогаш нема совршена вистина да можеме да осознаеме, туку секогаш некој дел, некој фрактал од вистината. И затоа што мислам дека достигнувањето до онаа крајна вистина е возможно толкому преку надминување на конвенционалното размислување, на конвенционалниот поглед, дали преку духовна работа, дали на друг начин, небитно, меѓутоа надминување на концептуалноста, на конвенционалниот поглед. И тука е апсурдот во тоа дека кога ќе напуштиш врзувањето со концептите и кога ќе сватиш дека ова што го гледаш пред тебе во моментот или во било кој момент е вистината, практично ќе допреш до крајната вистина, ама тоа нема да биде концепт, тоа ќе биде просто едноставно доживување. Меѓутоа тоа е веќе одење во подлабоката некој аспект кој што ќе видиме дали ќе има време понатаму да го обработиме. Меѓутоа во право се сакам да кажам дека тоа важи за оној конвенционален поглед на работите. Баш ова ми отвори една точка. Јас би сакал, ако согласуваш ти, да ја истражиме врската помеѓу надконцептуалноста како поглед и конвенционалноста, односно постконвенционалноста во гледањето. Ние многу често ги имаме спомнато и дури имаме снимено неколку епизоди на темите спирална динамика, на темите 9 нивоа на психолошки развиток на Сузан Кук Гройтер,
Колберговите и неоколберговите стадиуми на морален развиток, имаме Маслова хиерархија на потребија, покривме така натаму. И во сите нив, например, во спирална динамика, постои постконвенционално размислување, односно постконвенционален светоглед. Кај Сузан Гройтер има постконвенционална категорија на стадиуми на психолошки развиток. Кај Колберговите стадиуми на морален развиток исто така им постои постконвенционално морално резонирање. Кај Масловата хиерархија на потреби врвното ниво, осмото, се вика себе надминување. Значи, сите овие имаат постконвенционална категорија или постконвенционален поглед, кој што го објаснуваат, и кој што го надминува конвенционалниот поглед. Конвенционален значи просечен. Конвенционален значи вообичаен, како што размислуваат повеќето луѓе, како што гледаат. И тоа што јас и свештеникот го имаме сватено е дека всушност тоа што тие го викаат постконвенционално, всушност мислат на надконцептуално. Спирална динамика. Навлегувањето во постконвенционалните нивоа на жолто, трикизно, корално, каде што веќе имаме системско размислување, каде што имаме размислување каде што ги гледа сите нивоа под, за прв пат во жолтото, прв пат ги гледа сите нивоа под и се обидува да ги вплоти во едно. Па успешното вплотување е трикизното ниво, односно трикизната фаза, е надконцептуално размислување. Не се врзува за ни една од тие фазите предходно. Не вика дека една фаза, например, црвена, зелена, портокалова, кој да е готов крајот, таа е вистината. Туку вика сите тие се вистина и сите тие може да важат во еден момент или друг момент или во еден контекст и друг контекст. Меѓутоа сите тие се вистина. Колберговите стадиуми, например. Оние навлегувањето во размислување за општествениот договор, за моралните принципи. Тие може да се размислуваат само ако се размислуваат надконцептуално. Инаку претходните нивоа на следење на морални правила, на добро момче, добра девојка и така натаму. Тие се фиксирани, тие се многу ригидни и тие се конвенционално размислување. Тек кога ќе се стигне на оние повисоките нивоа, се напушта ригидност. Масловата хиерархија на потреби, себе надминување. Значи до осмото ниво себе надминување, сите други нивоа се фиксирани на личноста и на себството. Меѓутоа себе надминувањето е веќе гледање надвор од себе си. Значи надминување на себе си. За да се надминеш себе си, мора да почнеш надконцептуално да размислуваш над концептот на себе и да не ти е страф од тоа. И тука би спомнал уште една работа, дека авторите на спирална динамика го има токму кажано ова, дека разликата помеѓу надконцептуалното, односно постконвенционалното размислување и конвенционалното размислување е во тоа што кога се размислува конвенционално, се размислува од погледот на немаштија, од погледот на себе си спрема светот, спротиставени. Јас сум посебно нешто, светот сака да ме уништи или да не ми даде нешто и јас постојано мора да се борам со светот за да стекнам што повеќе од нешто и цело време нешто ми фали. А кога ќе стигнеш во постконвенционалниот аспект на размислување, односно надконцептуалниот, ти почнеш да размислуваш од аспект на изобилство. И тогаш веќе немаш борба со светот, нема немаштија, затоа што ти си светот. Нема опна помеѓу тебе и светот. Ти си светот. И ако си ти светот, ти никогаш не може да те снема затоа што никогаш и те немало во крајна линија. Што би скоментирал свештениче Тиново? Апсолутно. И ова веќе завлегуваме во најдлабоките аспекти на надконцептуалноста, каде што веќе се излегува од дефинициите на диалектиката, бидејќи диалектиката во својата основа зборува за решавање на проблеми на еден начин на кој што ги интегрираш во нешто повисоко од нив и надконцептуалноста го содржи тоа во себе, меѓутоа го надминува, оди повисок. Таа вели не само концептите надвор, контрадикторностите, туку и оние контрадикторности внатре во себе, мислите. И кога веќе внатрешните проблеми, концепти, гледишта за самиот себе ги гледаш надконцептуално, кога веќе својата интелектуална активност, својата идентификација дури, почнеш да ја гледаш надконцептуално, како нешто што не е фиксно, туку како нешто кое што е флуидно, кое што се менува и така натака, што е вистина, веќе си излегол од диалектиката и си навлегол во високите форми на надконцептуалност. Што значи тоа? Еве да речеме, еден човек има мемории за тоа каков бил во минатото, има желби, има начини на навики, има начин на размислување и така натака. Има одредена животна ситуација. И сето тоа тој го нарекува јас. Тоа сум јас. Тој те праша некој кој си ти кажуваш минатото, професијата, твоите размислувања, твојата иднина, твојата животна ситуација и така натака. Меѓутоа, ако те хипнотизира некој
и те убеди дека ти си кокошка, ти ќе живееш во одреден момент како да си кокошка, ќе веруваш дека си кокошка. И ако јас те прашам кој си ти, ти ќе ми кажеш јас сум кокошка. Или нека не биде толку екстремно. Ако некој ти го испере мозокот и те убеди дека не си македонец, туку си кинес и те хипнотизира или толку многу ефективно успее да те убеди, да ти создаде некоја лажна меморија, ти ќе мислиш ќе живееш како да си кинес. Чим тоа може да се смени, чим твоите најдлабоки концепти за себе може да се сменат, тоа значи дека тоа се концепти. Тоа значи дека тие се менливи, тоа значи дека не се дел од вистината. Твоето минато, или барем она што го памтиш од твоето минато, твоите мемории, твоите желби, твоите концепти за животот, тоа се е илузија, тоа се е сон, мисли кои што купче на мисли кои што ти се вртат во главата и формираат едно гледиште за себе си кој што ти го нарекуваш јас или мојот живот. Меѓутоа тоа не постои. Она што вистински постои е само сега и овде, овој момент во кој што си ти жив и оној живот кој што го гледа се она што се случува во моментот без концептите. Тоа е вистината. Значи, да не одиме се уште толку длабоко, во своето високо ниво, можеби не највисоко, меѓутоа прилично високо ниво, надконцептуалноста е само свест. Свест за собствените мисли, свест за приврзаностите кои што ги имаш, за предрасудите кои што ги имаш и едно фокусирање не кон самите концепти, не кон самите мисли кои што ти се вртат во главата, туку кон просторот во кој што тие мисли доаѓа. Сваќаш дека ти си просторот, ти си она кое што им дозволува на мислите да се пројават и да создадат некој концепт. Кога ќе го имплементираш во твојот живот, тогаш надконцептуалноста е најголема леснотија на живење. Тоа е ултимативен стоицизам. Зошто? Бидејќи ти веќе не си во борба со себе, ти немаш потреба, егоистична потреба да се докажеш себе си, ниту дури ни да се реализираш, затоа што ти знаеш дека од самото твое раѓање ти си реализиран, ти си животот. Се друго е само пишување на приказната. Океј, сакаш да ти биде убава, меѓутоа нема во тебе конфликт. Ако не е убава, ако животот ти поделил лоши карти, тоа е во ред, тоа е само приказ, тоа е сон. Да, ова што го кажа за ти си тоа што е тука и сега, многу ме подсети на она што се обидува Екарт Тол да го каже цело време. Нели, него и самата книга му се вика Моќта на сегашниот миг, односно The Power of Now. И токму тоа се обиде да го каже човекот. Едноставно, тоа што си ти е тоа што го гледаш, што го поимаш, еве го тоа што е. Значи, дури не би рекол тука и сега, затоа што и тоа се концепти, туку едноставно нема ни тука и сега ни ништо, едноставно тоа што е. Еве и тоа е концепта, еве се обидувам преку зборови да го објаснам некако нешто што многу тешко се објаснува и ова ме потсеќа на она што Буда го има кажано во смисла јас сум само патоказ на патот. Јас сум знак, јас не сум целта. Не сум просветлувањето. Просветлувањето може да го постигнете, земете, медитирате и ќе видите што ви зборувам. Јас можам да ви зборувам до утре сабајле, да ви кажам 300 работи, меѓутоа ништо од тоа не е вистината. Вистината е дека треба вие да го видите. Јас се обидам само да ве потсетам на тоа што веќе го знаете и што веќе постои. Апсолутно, и со зборовите на Исус Христос кој е рекол Царството небесно не може да биде видено со знаци надворешни, не можеш да речеш ене го доаѓа или ваму е, туку тоа може да биде само доживеан. Токму така. Значи и Исус точно знаел што сака да каже. Нормално како син Божи, како и да не знае. Сега, ова ме наведе да, бидејќи ги спомнавме нели Буда, Екарт Тол и Исус, ова ме наведе да поразговараме малку на она што влијае да се достигне надконцептуален поглед. Затоа што верувам дека нашите следачи не им објаснуваме и повторно како Буда можеме да им објаснуваме до утре сабајле, меѓутоа нив ќе ги интересира како можат да стигнат да го, како да кажам, да го прифатат или да го почнат да го применуваат овој надконцептуален поглед. И тоа што јас сум го увидел до сега дека важи за да се стекне надконцептуален поглед и да се поминат конвенционалните ниво или конвенционалното начин на размислување, е пред се дека треба да се има отвореност и понизност. Значи, мислам дека тие две се клучни карактеристики. Отвореност за нови спознанија и искуства и воедно понизност за не се ригидно држиме до она кое што сме го претходно осознале дека е вистина или дека е крајната вистина. Значи, отвореност и понизност. А тука има
улога и интелигенцијата, меѓуто интелигенцијата не е клучна одлика од која што зависи стекнувањето со надконцептуален поглед. Интелигенцијата, повисоката интелигенција може само да побрзо да не донесе до надконцептуалниот поглед, ако веќе имаме отвореност и понизност, тие што се клучни одлики, меѓуто самата по себе не може. Или, како што рече свештеникот, пред да ја почнеме со снимање на епизодата, ова го разговаравме, дека интелигенцијата може да ти помогне да го препознаеш надконцептуалниот поглед, дури некој да не ти го каже. Значи, повисоката интелигенција може да ти помогне да го препознаеш. Меѓутоа, за да го стекнеш, пред се ти се потребни отвореност и понизност. Така е, барем јас од моето искуство, мислам дека тие важат како клучни одлики. И како подршка за ова би спомнал дека постојат, например, покрај овие што ги кажавме, светциве, гуруава, и како сад гуру кој што знае многу добро да објасни во зборови, Екарт Толл, слично и така натаму. Постојат и гуруа, например, кои што се познати и кои што многу луѓе ги следат, кои што, например, немаат многу кажано или не знаат многу да го објаснат тоа што го кажуваат. Можеби заради ниска интелигенција, можеби заради тоа што немаат доволно зборови, можеби заради тоа што не сакаат да објаснат, не е битно. Меѓутоа во некои случаи сигурно е заради ниска интелигенција или ниска говорна интелигенција, например, барем. Ама се просветлени, ама се гуру, затоа што достигнале до надконцептуален поглед, достигнале преку отвореност и понизност, без разлика која е нивната интелигенција, памет, знаење, искуство и така натаму. Значи, повторно тоа укажува дека интелигенцијата е само алатка која што може побрзо или побавно да те доведе до надконцептуален поглед, меѓутоа главните одлики се отвореност и понизност. Што мислиш ти, свештениче, за ова? Апсолутно. Отвореност и понизност, тоа се клучни аспекти и вредности кои што треба да ги интегрираш во себе за да можеш да станеш надконцептуален, бидејќи во спротивност ќе се идентификуваш, во спротивност сакаш да победиш, во некој разговор сакаш да победиш, сакаш да се покажеш дека си многу паметен, или дека си во право, или да биде по твое, затоа што си инат и така натака, и никогаш нема да се воздигнеш во надконцептуалност, никогаш нема да го видиш илузорноста на концептите и илузорноста на нашиот ум, дека тоа е всушност само сон, само приказна, вистината не може да се објасни во концепти, туку тоа се само средства кои што ни помагаат да живееме поубаво. Меѓутоа не се самата реалност. Ние, кога сме биле животни, и тука доаѓа она метафоричка приказна за градината, рајската градина, градината наречена Еден. Тоа е всушност нашиот ум кога сме биле животни. Кога сме биле животни, ние сме живееле надконцептуално, меѓутоа, или може да се каже подконцептуално, бидејќи ние не сме имале способност за концепти. Нашите предци кои што биле животни немале способност за концепти. И тие живееле во една константна поистоветеност со животот, со тоа што е, со реалност. Тие живееле цело време во реалноста и биле апсолутно опуштени, необременети со иднината и со минатото, бидејќи немале концепт за тоа. Меѓутоа, како што сме пробале од забранетото јаболко, или сме еволуирале, нашиот мозок е забранетото јаболко, нашиот фронтален неокортекс, тоа е забранетото јаболко, ние сме еволуирале во луѓе и сега сме создале его, сме создале не само концепт за се околу нас, туку и концепт за самите себе. И преку тој концепт ние не можеме веќе да ја живееме реалност. Не можеме да видиме како е тоа што е, вистински да го доживееме, туку мораме да мислиме. Кога ќе видиме некоја мачка, ние не можеме само да ја видиме мачката и да ја почувствуваме, туку мораме да кажеме ова е мачка. Кога ќе видиме чаша, мора да речеме ова е чаша. Кога ќе видиме друг човек, мора да кажеме ова е човек. Меѓутоа не е тоа човек. Концептот во главата е човек. Тоа е нешто кое што она што стои пред тебе треба да се искуси, а не да му се даде концепт. Нормално, концептот е многу важен, ти помага да функционираш, да создадеш општество, да создадеш цивилизација, да си го подобриш животот. Меѓутоа, ултимативно не е вистина. Ултимативно е само средство. Мораш да го искусиш на едно подлабоко ниво животот, а не само да мислиш за него, а не да создаваш концепт. И всушност нашето враќање во рајската градина, нашето враќање во рајот е начинот како и покрај тоа што имаме мозок и покрај тоа што имаме способност за концепти, ние да сватиме дека можеме да отидеме и над нив, да ги користиме како алатки, а не да им станеме нивни робови. Не да дозволиме тие да не паразитираат нас или ние да паразитираме на нив, да дозволиме да не влечат и да ни
да го живеат животот наместо нас, туку да ги користиме. Ние да бидеме нивни господари. И како што кажа ти, значи многу е важна понизност, меѓутоа многу се важни и одредени практики. Пред се тука ќе спомнам промена на контекстот. Едноставно да се обидеш да го видиш реалноста и од спротивна страна. Ако имаш одредено мислење, да се обидеш и покрај тоа што никој не те тера, да погледнеш дали има некоја вистина и спроти тоа, дали има и контрадикторност која што е точна. Дали можеби не сум во право? Ете, тоа е главното прашање. Дали можеби не сум во право? Дали можеби е обратно од ова што мисли? И така натака. Потоа диалог, разговор со другите луѓе, разговор сам со себе, отвореност, отворен ум, медитација. Медитацијата пробува да се осознаеш себе си како просторот во кој што се јавуваат мислите, а не дека си самите мисли. Само испитување исто така е многу важно, како што кажав. Тоа е тој диалог сам со себе. И така натака. Да. Ова ме потсети на да го имаме разговарано ние во претходно, дека всушност, знаеш, конвенционалното размислување, концептуалното размислување, односно обидот да се стави рамка и концепт врз работите кои што ги гледаме околу нас и кои што ги доживуваме, доаѓа од обидот да се предвиди иднината со цел да се осигураме дека ќе продолжиме да постоиме и дека нема да не снема. Тоа доаѓа од стравот, од егото, стравот на егото, дека ќе го снема. И, например, ако видиме лав пред нас, во крајна линија лавот не постои како што не постоиме и ние. Се е тоа доживување. Меѓутоа, од аспект на процесорот, лавот може да предизвика смрт на процесорот и самиот процесор добро би било да развие концепт за лав и дека лавот е опасен. Например, во споредба со мачка. Значи не би било убаво да бега процесорот од мачка, ама би било убаво да бега и да се крие од лав, зависи од контекстот, ама речеме во слична ситуација, за да се осигура или да се изголеми шанси да преживее. Меѓутоа, вистинската надконцептуално размислување или поглед доаѓа кога можеш истовремено да размислуваш и од аспект на дека јас како процесор сакам да избегнам лавот да ме изеде или да ме улови, заради што сакам да продолжам да постојам, меѓутоа истовремено дека дури и ако се случи тоа, е вред и дека така требало да биде. Овие две навидум контрадикторни идеи, ако можеш да ги држиш во главата или во умот и да не ти прават мисловен колапс, значи си достигнал до надконцептуалното размислување, бидејќи не се врзуваш за неедна од нив. Со се ова речено досега, дојде мислам дека времето за сиже и практични прагматични совети, што ќе биде многу добро како завршеток, бидејќи многу беше кажано, меѓутоа треба да го дистилираме за да можат нашите следачи да го разберат, да можат да почнат да гледаат, значи да им се отвори погледот дека постои нешто над конвенционалното размислување, мада сигурно сум дека веќе го насетиле тоа, инаку не би не следеле нас, не би не ги следеле нашите епизоди. Меѓутоа да им потврдиме дека такво нешто што насетиле навистина постои и дека може да се достигне и дека може да се достигне преку отвореност и понизност. Ќе направам сега кратко сиже од денешната епизода, а потоа оди свештеникот. Значи, денеска разговараме на темата надконцептуалност. Зошто решивме да снимиме оваа епизода? Решивме заради тоа што многу често го спомнуваме овој пристап или светоглед и многу често знаат да не прашаат што тоа значи и наместо да се објаснуваме 100 пати досега, само ќе им залепиме епизодава за да си ја слушнат. Значи, надконцептуалноста на почетокот свештеникот даде своја дефиниција и ја прошири дефиницијата, а тоа е во нејзината основа надминување на концептуалноста, односно надминување на конвенционалното размислување и светоглед и не врзување за концептите, не поистоветување, односно не идентификација со концептите, а со тоа претворање на концептите во наши робови, во наводници, наместо ние да им биеме нивни робови. Потоа јас кажав дека, па и свештеникот кажат дека ние оваа идеја ја немаме измислено, тука имаме откриено, како откровение, меѓутоа и дека и други филозофи, мислители, гуруа и така натаму ја имаат откриено и се обиделе да ја пренесат на други луѓе. Потоа разговаравме за врската помеѓу постконвенционалност и надконцептуалност. Тука спомнав спирална динамика, Сузан Гройтер, нејзината теорија, Колбергови стадиуми на морален развиток, Маслоу хиерархија и така натаму. И тоа дека во секој од овие постои постконвенционално, односно надконцептуално размислување, дека всушност постконвенционалноста еден вид е истоветно со надконцептуалноста. Потоа разговаравме на тоа што влијае да се достигне надконцептуален поглед, дека клучните одлики се отвореност и понизност, и дека интелигенцијата може да помогне, меѓутоа може и да одмогне, ако не носи до парализа од анализа. Кажавме дека можеби најдобриот начин е духовната пракса,
каде што го спомнав и, нели, ја спомнав реченицата на Буда, кој што рекол, јас сум само патокос на патот, медитирајте и ќе видите, и дека исто така и Екарт Тол се обиде да објасни цело време дека вистинското постоење, крајното на автентично постоење, крајната вистина е тоа што е сега и тука, и неговиот концепт за моќта на сегашниот миг. На крајот, повторно, само ги кажавме работите, односно ја дообјаснивме над концептуалноста дека е неврзување со концептите и дека тоа возможува многу по-широк светоглед и многу по-вистин, многу по-автентичен. Тоа е сежето од денешната епизода, а сега одиме со практични и прагматични совети. Ние во разговорот веќе зачнавме неколку практични совети за тоа како да станеме надконцептуални. Меѓутоа, за една целосна практична интеграција на надконцептуалноста како начин на живење, потребно е, како што кажа процесорот, понизност. Меѓутоа, исто така потребни се и одредени практики на препознавање, кога сме заробени во концепти, и одредени вежби за поглед од горе, за да ги видиме концептите од птичја перспектива, да речеме. Тука би спомнал вежби за слушање без предрасуда, вежби за толеранција кон соговорникот и покрај тоа што кажува одредени ставови кои што не се согласуваш со нив. Тоа е, тие може да бидат твоја практика, може да бидат твоја вежба за да станеш надконцептуален. Слушај со толеранција, слушај без предрасуди. Само испитување, ова е веќе средно ниво на надконцептуалност. Само испитувај се, испитувај својата собствена идентификација, своите собствени ставови, своите мисли, не ги земај здраво за готово, не ги земај како вистина, туку како алатка. И на крај, една од најврвните алатки за надконцептуалност се молитва и медитација, особено медитација, бидејќи го празни умот и го менува твојот фокус од мисли и од концептуален живот, его живот, кон просторот каде што тие мисли се јавуваат или самиот живот. При медитација ти ќе сватиш дека всушност ти си самиот живот, а се што е концепт е под тоа или се јавува во него, а не е самиот живот. Балансирај ја секоја мисла со нејзината спротивност, бидејќи нивната спојка ја уништува илузијата. Алистер Кроули.